Едно петле и едно яриче. Чита Александър Станоков. Едно петле и едно яриче отишле во планина да збираат лешници. Се качило петлето на една леска за да збират лешници. Се збирало и си јадело, а јаричето туку се облизувало за да каснит некој лешник. Арно, ама петлето лако му бидејќу, неќело да му врлит лешник. Абре, брате, оти не ми врлаш некој лешник за да си окршаме да си каснам, му рекло јаричето. Ами јас сум душа, брате. На ти морина да те видам, јадиде, му рекло петлето и му врлило еден лешник, та за пакос ја удрил јаричката право во око, та и го ослепил. Даде вик и плач сирота јаричка. Слегло петлето долу да види што и се стори на јаричката и се закарале, ти ошле до кадија за да се судат. Аман, кади евенди, ти се молам да судиш петлето, оти ми го извади окото со еден лешник. Зошто, бре, петле, му го изваде окото од јаричето? Праша кадијата. Ами оти лешникот ми истина гаќите? Рекло петлето. Го викна лешникот. Оти, бре, лешник му истина на петлето гаќите? Му рекол кадијата. Ами оти ми изеде козата шумата мене? Рекол лешникот. Ја викнаа козата. Оти мори козо му изеде шумата на лешникот? Му рекол кадијата. Оти не ме пасеше козарот Арно? Рекла козата. Го викнаа и козарот. Оти, бре, козар, не си ја пасил козата Арно? Оти не ме рани стопанката Арно? Рекол козарот. Ја викна и стопанката. Оти ти мори не си ранила козарот Арно? Оти ми го изеде кучката квасот. Ја викнаа кучката. Оти мори кучка му го изеде квасот? Му рече кадијата. Зошто бев гладна? Рекла кучката и се свршила да вијат. Си остана јаричката со едно око.